Ние кога излегуваме како влен, требаше после избори веднаш да направиме политичка партија како влен. Се разбира дека со 4 лидери нема да функционира. Ние иако имаме 5 пратеника како Алијанса на албанците, најголем број на пратеници од коалицијата влен, значи еден е од самоопределувани независен пратеник и 8 се од другите 3 партии. Ние се согласивме да централната власт, министри, заменици министри и така натаму да делиме пропорционално. Кога е прашање на локална власт, не може да делиме пропорционално. Локалната власт не е лотарија, веројатност, не може да направиме паричка и со проценти. Ти добиј толку, ти добиј толку. Треба да ги имаме предвид другите околности. Треба да ги имаме предвид кои се кандидатите, каква е структурата, каква е позицијата на партијата. Значи тоа знаете, господин Валентин, како е тоа? Значи јас кога знам како функционира законот на гравитацијата во физиката, сум на 10 исправ и наместо да слезам преку скалите, ќе одлучам да излезам од прозор. И тоа кога излезам од прозор, ја ќе ги си нашедам на себе си. Значи политиката мора да знаеме политичката гравитација како тежне. И сега тоа затоа велам, не можеме со паричка. И ние што дадовме? Ние дадовме предлог кон нашите партнери. Хајде да направиме анкети. Да видиме анкети, не се согласија. Втор предлог. Ајде да фиксираме некои општини, да речеме Алијанса за албанците гости во Врапчиште, Беса, Желино, Тетово, Демократска движење на Изет Меджити во Чаир, ајде една општина ќе дадеме на алтернатива и на другите 6 општини да одиме со анкети. Не прифатија. Зошто се анкетите добри? Анкетите се добри затоа што ние ќе имаме повратен резултат колку тежиме, колку сме јаки, за да ако после локалните избори правиме партија, тогаш да видиме која партија кој треба да биде лидер. Ако секој кажува јас сум појак, не може на друг начин да утврдиме. Сметате дека се анкети. Сега, тоа беше интересна реакција на нашите партнери. Ја не знам, само една информација за една комуникација на господинот Таравари со лидерот на опозицијата господинот Ахмети, значи една информација што испадна, тие се расфрлија со сета нивна артилерија, машинерија против нас. Знаете каков речник употребуваат? Тоа е неразбирливо за мене.